наивно, јас стално велам, тој што не летал од Европа за Кина и за Јапонија, не знае колкава е Русија. 12 сата да се уплаши човек. Крај нема тоа. Се сметате за русофил? Не, јас се сметам за македонофил. Зашто мене не ми е занает Македонија, мене ме учело од мали години да си ја сакам татковината што ме родила и што ме рани, што ме школувала, што ме вработила. Иако мене ме брка неколку пати од работа, поише се убил по сокаци, него во студио. Ама гајле нема. И добро се ние не сме иста генерација, туку сите генерации неколку што сме живи македонци тука доволно се грижиме за сопствената држава на начин кој што ви вас ве воспитувале. Кога беше 2001 војната, јас се пријави за доброволец, никој не ме викаше. Никој не ме викаше 2001. Уште имам дома, знаете, уште имам дома униформата. Кога ме викна на 21 септември 2001 да го вратам калашниковот, пиштолот и бомбите, и ја во една торба ги донесов оружјите, а во другата торба ги донесов униформата. И тој командирот наводно ми вика: чувајте униформата, може еден ден ке ви треба. Затоа велам ја. Не бевте возрастен за да бидете во резервен состав? Доброволец не се праша дали има 20 или 120 години. Зашто да се качите на шапка, кај што ви гинат луѓе, тоа не е шала. Вие на шапка бевте? Да. И учествувавте во некаква акција или? Па како не се оди таму на бањање и на сончање? Се пука таму. Кој остане жив има среќа, кој не е му права. Прашањето ми е дали директно сте бидејќи јас знам луѓе што се пријавија, меѓутоа беше во последната фаза од конфликтот и не учествува директно во такви работи. На шапка никој. А после војна сите се генерали, нели во се учествувале? Ја до тогаш на шапка сум одел само на скијање. На скијање. А тамо кој што бев ја, не беше скијање, него беше пукање. Војна се водеше. Од УЧК што беше странска парамилитаристичка војна формација, организирана од Германија и превземена од Америка, зашто тие им треба за да може да се борат против Милошевиќ. Америка одгоре бомбардираше со ракети. Од каде ви се овие информации и податоци? Мислам, од каде влечете ваков... Бидејќи за учеството во странски разузнавачки служби, па и приватни компании кои што се занимаваат со безбедностни прашања, многу често се зборуваше. Ајде. Професор Илија Џонов, нашиот голем професор по неврологија, со своји пријатели од Германија направи договор да дојдат во Скопје и да направат договор со македонската влада за фабрика на Ауди Тројка во Кочани. И кога дошле во 24:00, нашите им барале 10% мито. Во раните 90-ти години. Тие толку се налутиле и рекле: срамота, ние заради професорот сакаме да ја запишеме Македонија во европската карта, а вие не бркате од овде. Дојде војната 2001. Истиот тој главниот извршен директор на Ауди одел со фамилија за Грција и му рекол на Џонов: гледаш, вика, професоре, да имаше фабрика во Кочани, немаше да има војна. Како немаше? Па ние го формиравме УЧК, вика. Америка само ни го презема. Не може УЧК да дојде, а ние имаме инвестиции во Кочани. Може би оваа немаше да има трагедија во Кочани, а го беше фабриката за Ауди 3. И тие направија фабрика на Далмација. Добро, ваша информација нормално не ги знам овие. Ти се оградувам од информациите дека германците го правеле тоа и вие имате други информации. Меѓутоа, точно е тоа, а тоа и емпириски се докажало и во литературата се пишува дека држави, помали држави претежно, меѓутоа кога што има големи инвестиции, каде што големите држави имаат капитал инвестирано, дека секогаш се покажале постабилни и поинертни на разноразни потреси, да речеме, го чуваат капиталот. Си го чуваат капиталот, да. Природно. И како противтежа на тоа, посиромашните држави, кај што нема некои големи интереси, многу лесно може да се
колку во овој, извинете, ако имате коментар. Да чуем, да, колку во овој контекст што го зборуваме е од суштинско значење Македонија да биде дел од Европската унија, гледајќи го и како безбедносно прашање, бидејќи од Брисел многу пати ни кажат со затварањето на Западниот Балкан, со интеграција на сите земји тука, тоа е многу важно за стабилноста на Европа. Тоа рече Кошта во Никозија на 7 јануари со влегувањето на Украина, на Молдавија и 6 западно-балкански држави, Европска унија станува глобален фактор. Тоа не е шала. Плюс, пред 2 години во Братислава имаше самит токму за Западен Балкан. И што решија? 6 милиарди евра да дадат за развој, 2 бакшиш, 4 поволни кредити. И ние од тие оврски што ги имавме, направивме само 2-30%, другото не. Прв пат со ова Safe City, што е, прв пат во Македонија има никулци за правна држава. Вие ко возите, ја ко возам или сега возачот што ме возеше, внимава колку вози. Зошто? Ке го ударат по джеп. Тоа е правна држава. Имаш награда или казна. И ако си луд и некритичен, ке платиш. Еднаш, два пати. Имам еден пријател што возеше по 200, 250. Сега го прашам, каква возење, вика, си го чувам ја аутото, вика, ке ми го земат, плюс ки да му затвор. Тоа е држава. Држава, никој не може со држава, ако е паметна. Значи, кога ги критикуваме граѓаните на Македонија, дека тука се однесуваат недисциплинирано и без почит кон институциите, кон државата, бахато, меѓутоа, кога ќе отидат во Европската унија, се едни од најдисциплинираните граѓани. Единствената разлика меѓу Европската унија и Македонија, бидејќи тамо за нивното дејство или за нивното тоа што ќе го прават ќе бидат казнети или наградени. А тука многу скоро никогаш нема да биде никој казнен за ништо. Сакам да кажам, дисциплината се создава кај една нација. Претходната амбасадорка Кейт Бернс, што ја обожував, таа што викаше? Нема да дозволиме да продолжи култура на неказненост во Македонија. И нашите гајле немаат. Немаат гајле. Зошто? Зашто мислат никој ништо не им може. Сум кажал овде у студио, кога пишував поговор на мемориите на Андов, ги прочитав сите статути на партиите. Во сите статути пишува дека лидерот на партијата е султан. Зошто? Тој решава за кадровска политика. Ги врти као пиончиња. Зашто, вика, извршниот комитет, централниот одбор, го властивме председателот тој да преговара или тој да решава за кадровска. Не го властиле. Така пишува у статутот. Тој е култна личност. И додека тој е председател на партија било која, дали е СДСМ, дали е ВМРО, ДПМН, дали осен во ЗНАМ. Во ЗНАМ нема такво нешто. Добро, вие кажавте дека еден од пријеска пред околу 20 на минути на почетокот на разговорот дека еден од главните проблеми на Македонија е негативната селекција на кадри во раководни позиции. Тоа е од болшевизмот наследство. Оке. Дали според вас и политичарите кои што се на раководни позиции во политичките партии, зборувам сега за сите, од тука можеби извира проблемот за кадарот кој што се одбира, што потоа ќе раководи со државата? Колку се барат послушни и лојални, а колку можеби и пркосни, меѓутоа вистински патриоти кои што сакат нешто да направат за државата. Пркосни, тие ги снемува или воопшто не доаѓаат на политичка сцена. Од 5 до 8 септември 2018 во Охрид имаше голема конференција. МАНУ, Влада, Комора и Народна банка. Мојата тема или теза беше негативната селекција е причина што Македонија е последна земја во Европа. Зошто? Зашто тие што се креативни, што се луѓе со интегритет, тоа што зборат прават, тие ги елиминираат уште во самата процедура. Не сакаат такви. Мојот професор Старделов, академикот Старделов, 5 дена после изборите 2016 во МАНУ на една конференција, не може да има демократија во Македонија додека не се демократизираат партиите. Сте чуле вие некој
во собранието од овие групации да гласа против тоа што рекол султанот, нема такво нешто. Меѓутоа сум слушнал да речеме министерка за финансии која што кажува дека не се согласува со некоја владина одлука. Кај го рекла тоа? Во пресцентарот на владата на Македонија. Да, ама на влада ќути ко риба зашто шефот ќе ја смени ко партал. Тоа не знам натре што се случи. Она може да не се согласува, ама таа спроведува што ќе каже шефот. Па сега во иста влада се, меѓутоа Не во иста влада. има издвоено мислење за некоја тема. Може да има издвоено мислење, меѓутоа она ќе го спроведе тоа што ќе нареди шефот. Недоместо она се вади као министеркава за образование, што за ништо не ја бива. Мене ме надгласуваат, ја вака, ја онака. Никој не ја надгласува, се знае, шефот што каже, тоа се спроведе. Како вика србите, врзи го конјот кај што ќе каже газдата. Што е проблемот? Додека не се демократизираат партиите, да има фракции или обратно, додека нема изборна единица една со слободни листи, кај што ќе бираме личности, а не пиончиња и машини. Во парламент, ја постојано гледам парламент, тоа е најубава турска серија, македонскиот парламент. Нема подобра серија. Што гледам? Прашање на пратеници, така? Тие што се од владино мнозинство, срамота ми е кога ги слушам што прашаат, после одговорите како го фалат премиерот или министрите, срамота ми е што слушам. Значи, како нив не им е срамота, а има таму и доктори, и професори, и магистри, и секакви. Господин Негајдов, меѓутоа тоа е од кога памтам од собранието, така е. Не е нешто ново сега тоа. У студио тоа. нема господа, у студио има новинари само. Господин да Негајдов завршам, нема господа у студио. У студио има новинари. Добро, ве доживам ко господин. Да завршам. Значи, Македонија не е изолирано островце. Во Скопје има 60 на амбасади. Све што ние ќе зборуваме, истиот момент оди Лондон, Париз, Москва, Пекинг, Вашингтон, сите знаат што се случува во Македонија. Од дипломатските извештаи и белешки. Па како? Не се ова наши амбасади со еден без двајца, тоа се луѓе по 20, 30, 50, аналитичари, разузнавачи, дипломати, професионалци. Тие си го заработуваат лебот со тоа да кажат што се случува во Македонија. Тоа е дипломатија. Дипломатија е собир. Што е разлика меѓу новинар и разузнавач? Исто работат, собираат податоци, само ние новинарите јавно зборуваме, тие тајно пишуваат извештаи. Тоа е. Добро. Како да протолкуваме ставот на владата, кој што не е... Сакате нешто да ми кажете? Не, вие ме дотеравте до крај, ништо не зборевме за Македонија. Не, сега зборуваме за Македонија во моментов. Изјавата од владата дека ние имаме за Европска Унија, измерате 10 минути за Македонија зборуваме. Ке чекаме, ако треба, неколку децени. Цени, така. Тоа е многу несериозна изјава. Плюс, Македонија во устав се обврзала да не се меша во другите земји и да не се грижи за македонското малцинство. И сега, премиерот, инженеров Мицковски, одеднаш го извади џокерот, а џокерот не е негов, џокерот е на Тони Менкиновски, адвокатот, што ги брани нашите интереси македонски во Бугарија, што му удрија сега црн печат и му забранија да оди 10 години во Бугарија. Што е проблемот? Мицковски, кој вика, јас сум инженер, математичар, барем 3 вика да ги спроведат одлуките од судот у Страсбур. Зашто не 4? Зашто не 10? Зашто не сите 14? Затоа што зад Бугарија стои Германија. Советот на министри на Советот на Европа е должен да ги спроведе и да го надзира спроведувањето на пресудите од Страсбур. А што се случува? Циркус. Од април, кажуваат, во октомври, во април и така 10 години. Зошто Русија и Белорусија ги исклучија од Совет на Европа?
А Бугарија не? Нема кој да ги брани, да. Нема кој да ги брани. Бугарија, Франција и Франција исто шампион на неспроведување одлуки. И Грција се шампиони во неспроведување на одлуки. Добро. Ако сакаш да уништиш денарот, уништи му го образованието, тоа многу пати сме го зборувале. Тука е шампион, ова е што е професорка по патолошка анатомија. Да, сега само да дозволите Таа ми е да шампион прашам. за уништување на образованието. Само малце. Ја спомнавте неколку пати, сакам да ви дам шанса да кажете Пишав колумна во Нова Македонија. Добро. Нашите универзитети веќе не се на шенгенската листа. Се прави сега вас ве прашам, бидејќи ајде сте подпредседател или заменик председател на филозофско друштво, предавач сте на универзитетот во Што Штип. е прашањето? Прашањето е следно, како човек кој што од близко ги следи образовните процеси, кој што е често во МАНУ, што мислите за новиот закон за високо образование? Дали има некакви шанси да ја подобри состојбата на универзитетите? Нема. Во МАНУ на конференцијата за предлогот за високо образование, законот, и за законот за наука, министерката бахато вика, владата ви дава, а во дефиниција за наука, вика, науката работи во корист на развојот на владата. Она уште со мозокот на болшевизмот е. Науката работи за развојот на општеството, а за високо образование во законот немаше нити принципи, нити цели. Пишувано од аматери. Не може професорка по патолошка анатомија у пензија да разбира што е тоа филозофија на образование као основа на хуманизација на општеството. Не може, не разбира. Ама не е виновна она. Не е виновна она. Виновен е тој што е ставил, зашто не ја доучил или да стави некој што знае поред неа. Нема. Она ке помине исто ко Мила Царовска. Исто ке помине. Зашто законот за основно образование што го поднесе Мила Царовска на муабет во клуб на пратеници, имаше 4 академици и ја. И ја викам, овие четворица овде, неуки, ви подметна кукавичко јајце. Да има во основно образование предмет, еден предмет, историја, географија, тоа се вика геополитика, тоа се учи само на војни академии. Значи, во Стара Грција, мајката на нашата култура, немало ни педагози, немало ни психолози. Филозофите знаат како се прави човек со логика и со етика. А министерка ги става под опција. Зашто не стави математиката од опција? Зашто физика и хемија? Она се вади нашиве од Биро за развој на образование, правеле анкета, учениците не сакаат. Па кој ги праша учениците? Зашто не ги прашаат во Британија, во Германија, во Франција, во Америка, во Италија? Зошто? Кај се чува да ги прашаат учениците што треба да учат? Па се знае што е курикулум. Во Хрватска да се промени курикулумот, значи наставен програм, 900 експерти работеа 10 години. А овде полуучени во Биро за образование, полуучени, партиски луѓе го уништија образованието. А тоа премиерот го гледа вака. А најважна работа, што вика Кисинџер, ако сакаш да уништиш нација, уништи му го образованието. Тоа го прават премиерот Мицковски со неговата штитеничка Весна Јаневска. Ама сега вака, ако ве слуша човек, вие кажувате дека премиерот и министерката свесно и со намера го уништуваат образованието. Не, од неукост. Он е машински жир, а онај професор по патолошка анатомија во пензија. Лекар за мртовци. Од кај знае она што е човек? Од кај знае она тоа? Не знае. И место да викне некој да ја помогне, она неке. Добро, патолозите се многу важни во медицината, се лекар за мртовци, исто како хирург за дебело црево. Ја разбирам поентата, меѓутоа ајде да бидеме малце конструктивни. Како што велите, тие не знаат, немаат појма што прават. Еве, вие знаете, дајте некој совет, што треба да се направи сега во моментот. 2 пати вети ке дојде во Институт за филозофија да научи. Не дојде, излжа. 3 пати ја викавме да дојде на Светски ден на филозофијата на тема филозофијата во образованието. Не дојде. Затоа и напишав ја неа колумна во Нова Македонија, што е читаа 60 на амбасадори и сигурно се крстеле. А она чути се прави не само од овде. Меѓутоа нема да биде она вечно тамо, нити Памицковски ќе биде вечно премиер. Ке дојде време, зашто пазите, во Кореја
20% од буџетот во образование. Тој што го критикувам Орбан, кога му доаѓа министерот за буџет, за финансии, тој му вика, многу образован човек, ништо не ме интересира, 20% за образование и култура. Другото, што сакаш прави? Тој е лидер. Зашто најефтина инвестиција во памет. Ако немаш позајми, не имаме толку пријатели по свет, нобеловци, академици и македонци, не само американци и евреи, што може да ни помогнат. Да повторам, 900 експерти во Хрватска со години правеа курикулумна реформа. Овие се собрале тројца без двојца, абе што немаат што е образование, тие ќе прават револуција образовна. Бог да чува. Има многу македонци што се ни светат, што се многу паметни, што се многу и образовани, па не ги и корисни. викаме тука. Например, не знам колку знаете дека заменик граначалникот на Париз има македонско потекло, Најдовски се прозива човекот и ја води зелената транзиција на Париз, еден огромен проект милиарди што чини. Сакам да кажам, човек наш. Треба малце да се искористат, претпоставам и Имаме ние колега професори на Харвард, професори на Колумбија, професори во Јужна Калифорнија, професори во Стенфорд, македонци. Не ги викаме за консултации, а денеска не мора да дојде во Скопје да му купиш билет, можеш по интернет да разговараш. Идејата иде без пари. Во Америка, најголемите универзитети, сите предавања ги имаат без пари на интернет, без пари. И скриптите без пари. Значи, знанието е без пари, ама вештината се плаќа. Министеркава не разбира дека до сега викаше знање, знање, знање. Кој реков на една конференција во Ману, вештина, знање, навика и вредности, тоа е образование. Она поима нема што изборам ја. Добро, дали во Македонија кога ги анализираме политичките процеси... Или за нешто. Во законот сега што го шета, ништо скоро не прифатила од тоа што во Ману и рекоа. Академикот Изет Зекири на 29 слайдови на PowerPoint и го урна законот. Овој законот за наука сега, ректорот на Мајка Тереза, и го урна дека не е уставен, незаконски, она гајле нема. Добро, имаме уште неколку минути. Сакав да ве прашам и за, бидејќи во секое општество, владата си има предизвици, ќе се донесат законите вакви или накви, меѓутоа секогаш опозицијата е таа што е заедно со медиумите некаков коректив во општество. Дали во овој момент опозицијата си ја извршува функцијата која што треба да ја има? Не. Зошто? Опозицијата нема опозиција во Македонија. Нема. Како мислите нема? Па нема. СДСМ не е опозиција. Тие не знаат што да прават со себе. Добија 2-3 големи порази за тоа што водеа антимакедонска политика. Милиарди имаат потрошено во ветер. Ја неколку пати сум рекол овде, кога возам Скопје, Охрид, Скопје, срамота ми е, 1 метар не направија на автопатот. 1 метар. А сега се утврди дека автопатот е правен врз така наречени овие археолошки наоѓалишта. А не го проектираше СДСМ тоа, го проектираше владата на Никола Груевски. Он направеше договор со кинезите. Па бил проблем тие скаскади, не знам, свлечишта, кода. Ама ако ќе кажат дека, се извинувам што ја прекинувам, дека во Македонија нема опозиција, тоа значи дека имаме дефект големо политичкиот систем. Точно. Да. Точно. Значи кантарчето не е како што треба. Опозицијата нема идеја, опозицијата нема самокритичност да каже. Мене ме научиле во шахот. Кога еден велемајстор ќе загуби една партија турнирска, кога ќе седне со противникот да ја анализира, вели од една загубена партија сум научил повеќе отколку од 10 добиени турнири. Значи, мачето кога ќе се испече на ќумбе, веќе никош не го става прстето на ќумбе. Така да кажете дека не учат од сопствените грешки? Не. Зошто? Нахакани се. Зашто? Големиот филозоф Сенека вели, џуџе, да го туриш на врв планина, пак ќе биде џуџе. Функцијата не те прави човек, не те прави човек. Ја предам лидерски процес. Лидер е човек што не лаже, интегритет,
Тоа што кажува прави. Човек што има визија за подобро утре и човек што има тим. И два примера давам. Александар Македонски и Исус Христос. Да немало 12 апостоли, немало да имало християнство. Да немал таков генералски тим, немаше да оди да ја освои цела Азија Александар. Тоа е трагедијата. Не може никој да биде генije сам. Ние менаџерски консултанти знаеме кој знае. Тоа што ја не знам, знам кој знае. Александар, Митре, Иван, Петр. Значи, тоа се вика лидерски тим во нашата теорија и филозофија на менеджмент. Значи, во Македонија се уште нема лидер од Александар, од цар Самуил. И ја верував дека Заев ќе биде лидер, зашто мене ми рече една професорка од Вашингтон, кога го сретнала тамо, му рекла, што бараш ти овде? Американците ме спремаат за нов лидер на Македонија. И рекол на вечера на македонците у Вашингтон. Колку е точно дека лидер не се бори да биде лидер, туку на лидерот му е кажано да биде лидер? Не. Лидер се создава. Од кога ќе се создаде сега? Не. Лидер се создава. Има некој талент што има, меѓутоа без школување, знаење, вештини и најважно што е да има тим, нема лидер, затоа нема промена. А најголема тага у Македонија е отвор за промена. Затоа Македонија не може да мрдне, пошто нема. Меѓутоа имаме късмет што Америка ќе не втурне во Европска унија и тамо ќе не го натераат памет. Тешко прифаќаме промени заради тоа кој беше Сейф Сити, Па него нема дебата беше колку ќе биде толеранцијата, нешто ќе донесе законот. Ви благодарам многу за учеството во вечерашната емисија. Секако искажаните ставови се лично ваши, на ваша одговорност. Секако како и да ви благодарам за анализата и за времето. Благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.